Фотографиите кои го прикажуваат голото женско тело се многу повеќе од визуелна уметност. Тие се израз на независност, индивидуалност, интимност, искреност и убавина. Токму тоа е она што ќе го видиме на изложбата на Владимир Георгиев. Изложбата не е толку смела, има многу посмели работи во актови, но актот е некако најатрактивно нешто за гледање. По убаво женско тело и жени се вртат. Таа архитектура која што Господ или природата ја направила кај човекот, ја представувам во најубаво светло. Тоа јас што го правам и убаво си кажува името на изложбата Игри на светлината. Разликата од порно и од уметничка фотографија е само светло. Значи од најобично било кое женско тело може едното и другото да се направи ако го осветлиш на еден или на друг начин. Јас ја бирам уметноста. На моите фотографии дури нема ни еротика, ако се голем. Јас се враќам сега само на уметничкиот дел, на уметничко видување на женско тело. Секоја жена носи своја внатрешна енергија. И со оваа изложба сакав да ја истакнам незината духовност, истата таа енергија, со еден збор женственост. И со портретите и со актовите. Концептот е актови и портрети. Повеќето се актови. Одбрав некои доста тешки техники на осветлување и многу се атрактивни за гледање, така да поголем дел се актови и помал дел се портрети. Нема мода, едноставно женствено. Од една страна ги поминавме некои табуа, од друга страна некои табуа уште стојат непроменети. Значи Балканот е многу тежок терен за фотографирање такви работи. И затоа сум многу благодарен на моите модели кои што одлучија да ми позираат и затоа моите фотографии немаат идентитет. Мислам дека треба да се сменат генерации. Се уште кога ќе видат фотографија од акт, прашуваат која е оваа. Што да ти кажам друго? Која е? Војна ми. И јас колку што знам, 40 години сум со фотоапарат, таа тема и тоа табу не е сменето. До сега не сум фотографирал акт кај што има и лик. Има некои модели у Македонија кои што го работат тоа, но јас одбрав други. Па мислам дека од кога ќе ја отвориме оваа изложба, веќе ќе почнам со материјал за следна изложба, затоа што имам уште многу идеи кои што не сум ги ни почнал.